Здраво дечки, сме во уште едно видео од новиот серијал за Unity и денеска ќе продолжиме да работиме на тоа што работевме во претходното видео. Овие први неколку видеа валја десетина ќе бидат вака поосновни и потоа ќе навлегуваме во понапредни и понапредни работи. Видеата ги снимам со замисла дека тие што ги гледате, веќе имате познавање основно од програмирање во C#, доколку немате, тука имате други два серијали кои што може да ги изгледате за основи во C# и за напредни туторијали во C#. Тие два серијали. Ајде најпрво да се позанимава малку во SceneView, да ја дотерам оваа коцка со која што работим. Ајде да додадеме нешто со што ќе знаеме кој правец е на напред. Сега кој што гледате, докато ја пуштиме и играме, имаме коцки и не знаеме кој правец напред, кој правец назад. Додадеме една капсула на самиот врв и да изгледа исто, да речеме како тенк. Ќе додадеме на капсула. Гледате, имаме бела капсула. Ајде да ја заротираме за 90 степени. Добро. И да ја намалиме малку. Да ја скалираме. Скалираме ја за 0.2, 0.2, 0.2. Ќе ја кренем малку нагоре. Добро, нека ја тука. И, бидејќи се е завртена и заротирана, ќе ја скалираме и по висина. Сега висината не е нагоре, тука навака да напред, бидејќи е заротирано за 90 степени, по Y ќе скалираме. Добро, тоа е доволно и ајде да мрднем еш малку напред. Упс. И мислам дека тоа е супер. Нека стои така. Одлично. Ајде материјалот да го ставиме. Ајде плава да ја направиме материјал, ќе направиме уште еден материјал. Create new material. Да речеме, прстаме blue material. Плаво, тук сменям бојата да биде сина, плава, како и да и одговара. И ова ќе го ставиме на капсулата што додаваме. Добро, сега имаме коцка што не изгледа како тенк. Ајде, овдека да се вратиме, бидејќи минувавме скрипт, овие верности ни се рестартирани и да ги вратиме кај што беше 10, тука беше стотка, за да може да ја движиме, бидејќи сега не се 0.0, ако правя да ја движим, нема да може да ја движим. Добро, како што гледате, доста пати кога ќе ни започне сцената, ни е скалирана, што овдека може да практично да зумира. Добро, и сега што гледате, нашата коцка ни е практично тенк. И ставив нешто вако, бидејќи ми дојде до замисла од ова да речеме да испадне нешто како мини игричка и да во некој народно видео да направиме исто да може и да пука. Добро, сега може да го возиме нашиот тенк. Добро. Ајде сега да се позанимаваме малку во скрипт. Сега имаме коцка и под неја имаме капсула и кој што гледате, бидејќи капсулата е child, односно дете на коцката, се наоѓа под неја, кој што гледате кога ја движиме самата коцка, се движи и капсулата со неја. Тоа треба да ви е јасно. Сега да ајде поразговарам малку за овие public варијабли што ги ставивме овде. Кој што гледате кога пишевме public, истите веднаш не се достапни во инспектор. Меѓутоа, докато има и друга скрипта, ќе може да ги гледаме од таму. Така да, пракса во Unity е наместо public, serialized field да му ставаме атрибут, а самите варијабли да не бидат private. И ова ќе направиме private. И на ова ќе му ставиме атрибут. И сега, повторно ќе не бидат private варијаблите, нема да може да ги гледаме од другите скрипти, меѓутоа со додавање на овој атрибут ќе може да ги гледаме во инспекторот и таму да им додаваме вредности.
Добро, ще скомпилира кодот. И како што гледаме повторно ги имаме овде истите вариабли иако ни се прават. Доку додадем уште една вариабла променлива, private load асада нека виде да речеме измислам име и доку дојдеме се на инспектор ќе видите дека нема да гледаме асада, бидејќи нема атрибут горе. Serial field. Како што гледате асада ја нема. Добро, тоа треба да ви јасне. Ајде сега да позборуваме за некои готови методи што не ги нуди овој monobehavior. Како ви текнува, кога креиравме нова скрипта во Unity и кога ја отворивме, имавме две методи, update и имавме start. Ајде сега ќе позборуваме за таа метода start. Таа да ја генерираме, ево има private void start и имаме уште една метода која се извршува пред старт. Старт се извршува кога објектот ќе биде инициализиран и имаме уште една awake. Овие две методи се многу слични една со друга. Awake замислите го како конструктор, бидејќи овдека Unity не ни дозволува да правиме да извршуваме конструктор, awake ќе биде замена за конструктор. Пример, доку не сакате овие вредности ги местите во инспекторот, може вредности да им доделите овде. Move speed поставите на 10 и rotate speed ќе го ставите на 100, доку нехте да исто да биде во инспектор и овие атрибути може да ги тргнете. Старт, кој што реков, се извршува веднаш после awake и овдека може да речеме да комуницирате со некои други скрипти или други работи од нашата игра. За тоа ќе позборуваме сега да печатиме само нешто. Debug.log, ајде ќе го печатиме старт. Добро. Старт и горе ќе го печатиме awake. Овие две работи ќе се извршат само еднаш, не повеќе пати. Се вратиме во нашата игра, да го видиме тоа. Warnings, тоа ќе ги доку не сакат некои работи да се прикажуваат, овие за error пораки, може да ги палите гасите, овие за warnings, доку виште клерно ќе се покажуваат, доку не, и овие за обични пораки. Обичните нека ни стоат сега да ни се покажуваат, а другото ништо нема да гледа. Добро. И, еве, кој што гледате, има први awake и веднаш потоа има старт. Ајде да пробаме, да ја исклучиме и уклучиме коцка. Овдека може да правите disable, да не се гледа објектот. И доку го вклучиме повторно, како што гледате, awake и старт не ни се извршуваат повеќе пати, туку само еднаш. За разлика од awake и старт, имаме нешто што се вика onEnable. OnEnable и ова метода и onDisable. Disable и имаме onDestroy. onDestroy. Видиме кога се овие случуваат. onDestroy, onDisable и onEnable. Доку имате потреба, нешто во вашиот код да правите секој пат, кога објектот ќе се вклучи или исклучи, може да ги користите овие две методи. Овие методи, onEnable, за разлика од старт, секој пат кога ќе го исклучиме и вклучиме нашиот објект, ќе се извршува onEnable и onDisable, а ова метода ќе се изврши кога ќе го уништиме нашиот објект. Или рачно да го избришиме од инспекторот, или може да му речеме тука. Да речеме веднаш во awake, може да му речеме destroy. И тука може да му речеме GameObject, да не уништи нас, ние. Или едноставно this.GameObject, што се однесува на моменталниот објект кој сум јас. This GameObject и сега кој ќе стартуваме програмата, со ова веднаш ќе ни се уништи нашата коцка. Да го видиме тоа.
изключим ова. Да видим што ќе ни се испречи. Чиме awake, on disable, on destroy. Како што гледате, старт ни се изврши бидејќи веднаш во awake го уништивме објектот и немаше време старт да ни се повика веднаш после awake. И значи on disable, on destroy. И значи од ова може да заклучиме дека on enable се повикува значи исто така веднаш после awake. Ајде да го тргнеме тоа. Да го видиме. Следиме за тоа, некој спам мейл. Да се вратиме повторно до Unity. И ќе гледаме awake, on enable и имаме start. Ајде колор да го исклучиме. Ајде да видиме што ќе се случи докато ја исклучиме нашата коцка, да ќе исклучиме. И имаме on disable. Повторно ќе исклучиме и имаме on enable повторно. Повторно on disable, on enable, значи се извршува повеќе пати. Значи on enable, on disable може да ги користите за закачување на одредени евенти и на on disable да се откачуваат од тие евенти. Меѓутоа за евенти ќе зборуваме во некој наредно видео. Најпрво во серијалот за напредни C# туторијали, а подоцна ќе ги споменеме и овдека во Unity. Исто реков, значи, и кога ќе го уништиме нашиот game објект, ево дека му тиснеме далета, и кога ќе гледате ни се повика најпред on disable и потоа имаме on destroy. Добро. Тоа би било тоа за тоа. Ајде, значи, сега да видиме како, значи, може да од скрипта да дојдеме, значи, до овој game object капсул. Ајде, ќе копираме само името на објектот, за да не го сгрешиме. Се вратиме тука и ајде да накреираме една варијабла во која што ќе го чуваме тој game object. Значи, нека биде од тип game object и ќе окрстиме капсул. Исто како што ни се вика нашата капсула. Ќе го ставиме private и нека биде private. Нека биде сепак за да може да го гледаме во инспектор, а потоа ќе го вратиме да биде private. И потоа, значи, во awake може да го бараме тој објект, ќе речеме капсул е еднакво на GameObject.find. И овдека вели очекува име на објект што бараме, значи бараме капсула. Со ова, значи, ќе ни се пребара целата хиерархија. Овдека, значи, целата хиерархија што ни ќе бара. Main камера, не се вика капсула, directional light не се вика, cube не се вика, plane ќе влезе овдека child на cube, капсула, значи тој објект што го бара. Значи ќе ја пребара целата хиерархија и веднаш може да замислите доколку имате огромна хиерархија колку овој процес може да одзема ресурси да ја ускори вашата апликација. Тоа одиме горе и каде на скрипта, и како што гледаме овдека имаме референца за капсула во инспекторот и како што гледаме нашиот код успел да ја најде нашата капсула. Доколку знаеме каде нашиот објект се наоѓа, може game објектот да го бараме како патека. Може да му речеме имаме cube, предходно немаме ништо, значи ставаме ова ни значи дека cube ни се наоѓа во самиот род во хиерархијата. И велиме cube и потоа во cube да бараме нешто што се вика капсула. Значи ова многу ќе го обрза нашиот процес. Добро, и како што гледате капсулата повторно не е најдена. Меѓутоа, знаете дека повторно да дојде до cube треба значи во root да ги пребара сите објекти, да го најде cube и потоа бара капсула. Во него. Добро, значи го најдовме тоа. Исто значи како што може да бараме game објект, да речеме дека исто така може значи да бараме и по компоненти. Значи нашата коцка, докато ја погледаме, моментално има значи transform компонента, има
Mesh Renderer компонента, има Box Collider компонента, Cube Controller компонента, Rigid Body има и тоа е било тоа. Значи, кој што реков, кога што бараме game објект, може да бараме и компонента. Да речем, ајде ќе го зачуваме Rigid Body. Ајде ова да го вратиме да види private. Ајде се гледа во инспектор, сега ќе ставим да речеме Rigid Body. И нека биде со мали букви Rigid Body името на променливата и може да му речеме овдека transform get component. Значи, може да бараме компонента, потоа во помало погледно пишуваме каков тип на компонента. Ќе бараме Rigid Body компонента. И пред тоа, значи, ќе асайнуваме, значи, тоа што ќе ни врати ова get component, значи, ќе гледаме ова ќе ни врати Rigid Body, ќе го доделиме на ова променлива Rigid Body. Добро. Тоа е нашата програма. И, значи, како што гледате, значи, овдека ја имаме коцката QVL и незиниот Rigid Body се чува во ова референца. И потоа да речеме, значи, некаде, ајде да речеме тука, ова ќе го збришеме, ќе речеме, да направиме нешто со овие промени, да речеме if, доку притиснем некој копче од тастатурата, input.get key down нека биде code и да речеме кога ќе притиснеме на space, нешто да ни се случи. Што сакаме да направиме, да речеме да му ја изгасиме гравитацијата. Rigid Body use gravity еднакво на false. Добро. И сега кога ќе притиснеме space, значи game објектот нема да не биде афектиран од гравитацијата. Тама фос не се наместено и сега кога ќе одлетаме таму не треба да пропадне, почва гледате, продолжи да се движи натаму. Отидеме со камерата. Добро, и сега значи докато го вратим ова на True Use Gravity, коцката ќе ни пропадне на ново. Use Gravity отиде на ново коцката. Добро. Или наместо ова, значи може да речеме доку ја изгубите коцката, да речеме, ајде да не го правиме ова што го правиме, да речеме да ја вратиме нашата коцка на иницијалната позиција. Речеме дека transform.position е еднакво на new вектор 3 и иницијалната позиција ни беше 0 и за y беше негде малку горе, да видиме која беше само бројката, 10,3. 10,3 10,3F и сега, значи, кога ќе притиснеме на Space, нашата коцка ќе ни се врати на иницијалната позиција. Да видиме тоа. Возиме коцката, брам, притискаме Space и ни се врати горе. Така да, дечки, за ова видео мислам дека е доволно. Треба да е, значи, околу 20 на минути, значи 19 минути до сега, значи за да не губите вие концентрација. Мислам дека од многу истражување докажам дека човек може да се концентрира и тоа да му трае навеќе 30 минути, така да ќе се трудам, значи, видеата да не бидат подолги од 30 минути. Поздрав до некој наредно видео.